Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Македонските граѓани не смеат да бидат маргинализирани на сметка на 150.000 мигранти кои Заев планира да ги насели во Република Македонија. Наш приоритет се граѓаните на Република Македонија и нивните потреби, а се останато е секундарно. Негрижата на Зоран Заев за граѓаните на Република Македонија е алармантна. Додека ВМРО-ДПМН на секаков начин се обидуваше да донесе странски инвеститори кои ја намалија невработеноста во државата, Зоран Заев не само што ги нарекува инвеститорите робовладетели, туку се обврза и да досели мигранти кои ќе бидат вработени на местата предвидени за нашите сограѓани. Во Куманово, еден од градовите, каде Социјалдемократскиот сојуз владееше цела деценија, невработеноста денеска изнесува 9785 невработени лица. Зоран Заев се обврзал во Куманово да насели 10.000 мигранти кои ќе треба да добијат работно место и стан во Куманово, на сметка на младите луѓе кои бараат работа и се трудат да дојдат до собствен дом. Заев води погрешна политика за која се обврзал. За политиката која ја води Заев и денеска ќе ви прикажеме за колкава контрадикторност станува збор. Шведска, држава со 10 милиони жители, со невработеност од само 6,5%, со просечна плата од 3200 евра и со континуиран раст на БДП од 1,3% годишно, одлучи да прими 40.000 мигранти. Но во нашиот случај, Зоран Заев прифати да насели 150.000 мигранти во моменти кога минималната плата е 200 евра, стапката на невработеност е 22,9% и дефицит од 4,20% во владиниот буџет. Одлуките за референдуми кои ги донесоа општините беа основната клетка на едно демократско општество. Но за жал, владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, одлучи ваквата одлука на општините да ја поништи на еден брутален, на еден незаконски и тоталитаристички начин. Со тоа, Социјалдемократскиот сојуз го укина гласот на граѓаните кој по устав е загарантиран и неприкосновен. Ветија живот, но донесоа вистински режим во Македонија. На 15 октомври граѓаните ќе ја казнат политиката на Социјалдемократскиот сојуз. Ви благодарам.